Во дизајнот доминираат остри линии, почнувајќи од предницата каде највпечатливи се големата затемнета маска и интригантните фарови. Светлата зелена боја помага да се истакне профилот на Juke, додека во црно офарбаните детали го интензивираат впечатекот. Како и кај претходниот Juke, рачките за задните врати остануваат во C-столбовите. Новиот Juke е најавен исклучиво како електрично возило и ќе се произведува во Sunderland заедно со Leaf. Базиране на платформите CMF-EV или Ampere Medium, што ја користат Renault Scenic E-Tech, Alpine A390 и Nissan Ariya. Иако не се приложени никакви технички спецификации, нормално е да се претпостави дека батериите ќе бидат како кај Nissan Leaf. Тие се со два капацитети, од 52 киловат-часови и 75 киловат-часови. И покрај првичното планирање да се замени стариот модел со овој нов, верзиите од втората и третата генерација ќе се продаваат една покрај друга. Се разбира дека Nissan ќе го ажурира дизајнот на актуелниот модел за да го приближи на новиот електричен автомобил. Глобалното лансирање е закажано за следната пролет. Juke не е единствениот новитет на Nissan. Представена е и сосема новата генерација на X-Trail. Овој модел, кој во Америка и Канада се продава под името Rogue, сега има посмел дизајн и најнова e-Power технологија со ажурирана контрола на погонот на сите 4 тркала. Намерата е да се премости јазот за купувачите кои се уште не се подготвени за целосно електричен погон. За жал, било какви детали изостанаа. Покрај ова, Nissan ги најави уште спортскиот Skyline и теренецот Xterra, кои ќе ја дополнат гамата идната година.